Ноември е месецот кога привршуваат работите во еден од најубавите и најземјоделски региони во Македонија – Преспа или земјата на јаболкото. Докаде што ти достигнува погледот, гледаш само јаболка. Годинава земјоделците се задоволни од цената на јаболкото, која што помина добро како за конзумното, така и за индустриското јаболко. Посетивме еден од пунктовите во Преспа, каде што се купуваа последните количини на индустриско јаболко. Земјоделците велат дека и покрај убавините на Преспа остануваат еколошките проблеми за овој крај. Загадувањето со диви депонии, фрлањето на отпадоците каде ќе се стигне, вклучително и пакувањата на пестицидите. Како решение на проблемите, предлагаат поставување на големи контейнери во кои што ќе се одлагаат само пакувањата од пестициди, воведување барем еднаш годишно бесплатно подигнување на кабастиот отпад, дивите депонии да станат рекреативни зони, а како решение за органскиот отпад предлагаат реобнова на компостарата. Што мисле за отворањето на компостара? Би било многу добро за нашиот крај. Најдоброто нешто. Тоа ѓубриво што ќе се прави, ние ќе си го откупуваме за некоја цена, што ќе ја прави компостарата, па ќе се го употребуваме во нашите насади. Па мислам ако постои тука, доста ќе влијае на околината, екологијата ќе се зачува, верувам. И би требало да има не една, него две-три во Преспа, пошто такво е поднебјево и количината на плодови што се бираат. Ако сме сите совесни, нема да има ни една дива депонија. Кај што ќе се најде, таму се фрля. Кај што му е полесно да го фрли, диру таму ќе го фрли. А постои систем на казни? Казнет бил некој што за тоа? Не, досега никој не ме казни. Еве, ја гледаш ово дека гледате, сега го чистија. Вие не знаете овде што е. Па еве го почна да го помнат веќе. Ова треба едноставно да се загради тоа и ништо друго. За подобрување на навиките на жителите за правилно одлагање на отпадот, преку кампањата Преспа разбуди се за чиста средина во организација на Екогерила Преспа и Институтот за комуникацијски студии, редовно се организираат дискусии и работилници во населените места во овој крај. Вечерта бевме дел од една ваква работилница во селото Долно Перово. Жителите меѓу причините за дивите депонии ги посочија високите цени за депонирање на кабаст отпад на депонијата во Златари, немањето на доволни услови за собирање од страна на јавното комунално претпријатие од Ресен, а исто така недостасувале и селски кантини низ Перово, но сепак признаваат дека мала е екосвеста кај жителите. Што се случува со оној штетен отпад кој што е од опаковките, од пестицидите со кои што се прска тука овошките? Па различно, секој различно сигурно постапува. Сигурно завршуваат или некаде во природата или некои посовесни во кантите за отпадоци. Нема специјално место за одлагање, значи? Не знам, не сум запозната. Можем да кажем само катастрофа. Тоа. Зошто? Што се случува? Народот не се грижи самиот. Тоа е. Каде се одлага отпадот? Кај што ќе се најде. Што најчесто се фрла? Све. Кабаст, материјал, све. Од јавното комунално претпријатие Пролетер, дека ги чистат, меѓутоа се работи за совесни и несовесни граѓани, кои што постојано фрлаат отпад и ѓубре. Треба да има едукација постојано, затоа што валјда толкава е нивото на културата на граѓаните. Едукативните дискусии на Екогерила Преспа со жителите продолжуваат и во другите населени места во Преспанскиот регион.